Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во новото издание на емисијата 24 од Сесрце. Како што веќе знаете, денеска понеделнички ќе започнеме со еден доста интересен проект кој што во кој што е во сработка со Систина офталмологија, односно кој што го спроведуваат докторите од Систина офталмологија. Станува збор за навремени очни прегледи кај младите од 3 до 6 години или пак скрининг на видна функција кај младите. За таа цел со мене во студиото е доктор Билјана Костовска, специјалист офталмолог и офталмохирург. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, Мартина. Многу ми е драго што повторно сум во вашето студио. И мене ми е драго што можеме да зборуваме за еден ваков проект кој што го започнавте, односно започнавте да го работите, а секако на временото откривање кај дечињата, односно доколку имаат некој проблем со очињата, доколку навремено се открие, можат да се спречат и понатамошните последици кои што се случуваат, така ли е? Точно така. Да. Кажете ми нешто повеќе за проектот. Кога го започнавте? Низ колку училишта во Македонија ќе се изведува, па и градинки? Прво би сакала да ги поздравам моите лајонси што се скоро 1000 во Македонија, исто така и представниците на УСЕИД, Шпетим Латифи и секако почитуваниот Джим Штајн, кои што ни овозможија да го работиме овој проект. Во проектот се вклучени 15 офталмолози низ цела Македонија. Веќе една година го спроведуваме и ќе продолжиме уште 2 години. Се работи во 5 града, сега на почеток, да кажам, во Скопје, во Велес, во Штип, во Тетово, Охрид, Битола. Секако направивме некој напор да започнеме и во Струмица. Пред 2 викенда правевме скрининг кај децата кои што како пред скрининг, да кажам, да ги воведеме во овој проект и понатаму да продолжиме во одреден термин, во одредени градинки. Нашите колеги од Струмица, тука многу ни помогна докторка Анче Шарламанова Ангова, која што е директорка и која што работи на очна клиника. Имаме доста соработка со сите офталмолози. Морам да ја поздравам мојата клиника Систина офталмологија, која што ни овозможи своето слободно време да го посветиме на овие скрининзи заедно со доктор Златкор Нудовски, кој што веќе одавна е лајон и активист во оваа организација. Проектот, реков, е поддржан од Лајонси и од УСЕИД. Се работи за огромен проект, верувајте. Јас ја зборам за овој офталмолошки, да кажам, овој очен дел, меѓутоа, верувајте, има многу други акции, како што се организирање на слепите дечиња, вон школски активности, нивно дружење во театар, во зоолошка градина и така натаму. Потоа се однесува голем број на апаратура и отворени се голем број на центри дефектолошки во исто така овие 5 града кои што ги надброевме. Ние имаме страна на интернет која што ги прекажува точно сите овие апарати кои што веќе се однесени. Меѓутоа јас повеќе би се задржала на овој дел каде што се очните прегледи. Морам да кажам, проектот започна со една огромна цел. Во светот се задолжителни прегледи на 3 годишна возраст и понатаму откривањето на сите проблеми доведува до овозможување на нормален вид кај овие дечиња. Овој проект овозможи и веќе имаме голема поддршка од владата. Морам да кажам, веќе се воведени кај матичните доктори задолжително да ги испратат овие мали дечиња на 3-4 годишна возраст на очен доктор кој што ќе примети дали детето гледа или има проблем со некој од очињата. Секогаш ние ги приметуваме децата во игра дека се доближуваат нели до телевизор, дека нешто не е како што треба. Меѓутоа постојат и аномалии рефрактивни, да кажем, аномалии кога се збори за диоптрија, најчесто кај децата, која што некогаш и не можеме да ја приметиме. Што значи детето гледа 100% со едниот вид, меѓутоа на другиот вид имаме некоја диоптрија, верувајте, едно од тие ново откриени деца, кое што е благодарение на овој проект, забележено страна на очниот доктор, значи пратено од матичен доктор, научен доктор и докторот го испраќа потоа на субспецијалист, тоа е дете со минус 14 диоптрија само на едно око.
Дури ни родителите не приметиле дека девојчето на 4 годишна возраст има таков проблем. Зашто? Нашиот вид се состои од спојување на тие две слики во една, и детето едноставно си функционира нормално во секојдневниот живот и не приметува, доколку не го затвори окото, родителот нема да примети дека нешто се случува. Ова е добро затоа што на време ќе ги откриеме сите тие аномалии, ќе овозможиме развој на видот. А многу едноставно, верувате, со еден преглед кој што трае некој 20 на минути, во игра со децата се открива таа диоптрија, се дават одредени наочари со одреден диоптер или зависно од типот на диоптријата, кај еве ова дете би се дало контакт на леќа затоа што не може да го истрпи тој диоптер на тоа око. Ќе продолжи развојот на видот до 7 годишна возраст. Доколку го откриеме ова на 7 години, веќе не може да се возможи невроадаптација, односно не може да се возможи развој на видот кај тоа дете. Зашто? Затоа што мозочето е пластично до 7 годишна возраст. Затоа е тој период и во светот и секаде, еве сега може да се пофалиме и во Македонија, откривањето на раните проблеми кај видот, значи кај деца од 3 до 4 годишна возраст и третман до 7 годишна возраст кога ќе го развиеме тој вид. Така, затоа впрочем и добро е да навремено да се откријат сите оние аномалии кои што се случуваат кај дечињата. Секако, верувајте, оваа превенција ќе овозможи што помалку да имаме возрастни луѓе со намален вид. Она што јас сум го сретувала во мојата пракса е да дојде 25 годишен возрастен човек со затварање на едно око, он забележува за прв пат во својот живот дека не гледа 100% со тоа око, односно дека гледа дури 10% со тоа око. Зашто? Затоа што на време не биле дадени наочари, да кажеме, од +4. Тоа е нешто што навистина е недозволиво веќе и во нашата држава. Така. Кога сме веќе кај овие прегледи, ги правите по градинките, така? Точно. Така, имаме едно видео кое што би сакала да го погледнеме, да го искоментираме. Така. Исто така користите, како што рековте, апаратура. Баш приметив еден доста интересен апарат кој што јас имав можност за прв пат да го видам. Не знам зашто станува збор, па се надевам дека ќе ни објасните. Доколку се во можност од режија може да го пуштат видеото. Кажете ми на каков фидбек, односно најдувате од дечињата кога ќе отидете да ги прегледате, затоа што сепак дечињата кога ќе видат во бел мантил докторка, некако по тако исплашено реагираат. Па Мартина, ние никогаш не сме во бел мантил, напротив, можете видите, јас не сеќам, секогаш идам во патики едноставно облечена, фармерки, да не приметат воопшто дека сме доктори. Да, ете го тој апарат кој што го користите. Да, апаратот е мануелен рефрактометар, односно тој апарат со кој што точно, еве гледате како се затвара едното око. Да. Апаратот е подвижен, едноставен, како фотоапарат, едноставно како со слика, ја докажуваме диоптријата кај тие дечиња. Верувајте дека многу деца откривме, тоа беше школа во аеродром, односно во Лисиче, подпомогната со помош на Lions Club центар и председателот Нивни Борче, морам да го поздравам, ни помогна да ги направиме овие прегледи таму. Тоа се прегледи во прво одделение, значи прегледите се работат во градинките, деца од 3 до 6 години и во она прво одделение кога децата се веќе 6 години, да кажам, затоа што мора. Значи гледате да го запасите на граница до 7 годишна возраст да се откријат. Така и прегледите се прават стрикно до 7 годишна возраст. Што порано ги откриеме, тоа е подобро и ги праќаме понатаму на понатамошни испитувања. Овие апарати што ги имаме се доста скапи, ги има во сите 5 града. Се надам дека ќе добиеме уште еден за во Скопје, затоа што верувате веќе ќе почнеме скоро секој ден да имаме во некоја градинка ваков преглед. Секако благодарение на офталмолозите од Систина офталмологија, од Војна болница, доктор Дени и од очната клиника, тука морам да поздравам исто и директорот кој што исто многу ни помага. Апаратите се донесени со помош на овој проект, успешно се спроведува веќе оваа акција, во текот на денот можеме да прегледаме дури до 150 дечина, верувате, и многу е едноставно и многу е
Како да ви кажам, јас многу се радувам кога сум со децата и секогаш добивате една позитивна енергија од нив. Ретко кој од детето се одбива, плаче, не сака да се прегледа. До сега сме имале само 2 дечиња, да кажам, кои што никогаш не сме ги форсирале, ниту па би ги форсирале да се прегледаат. Секогаш се мирни, воспитани дечиња, знаат дека има некое светло, некоја музика, самиот апарат произведува светло и музика, на самиот апарат се става неколку слики имаме во облик на јаболко, во некое овоше, да кажам, и нив ги привлекува тоа, и едноставно во текот на играта успеваме да го направиме тој преглед. Дури можам да ви кажам дека постарите дечиња се малце потешки, за разлика од малите, тие се уште сметаат дека е тоа игра, поголемите веќе знаат дека нешто се случува. Така, и тука тешко се задржуваат, меѓутоа сепак е интересно, морам да кажам, и многу не исполнува. Така. Последните статистики покажуваат дека се повеќе се зголемува бројот кај дечињата кои што имаат проблеми со видот. На што се должи сето тоа? Имате ли податоци? И дали имате податоци до сега каде што сте биле во сите оние градинки и училишта, колкава е бројката на децата кои што имаат проблеми со видот? Јас се кажам една статистика која што не е воопшто сигурна, се додека не го завршиме цел тој проект, не би сакала да ја коментирам, меѓутоа да кажам, еве, од 50 деца сигурно 5 откриваме со такви проблеми, и верувајте, тоа се диоптри кои што не се мали, тоа се големи диоптри кои што ако не ги коригираме на време, децата нема да гледаат. Да кажам некоја бројка, на пример плюс 3 со минус 4 цилиндар, плюс 6 диоптрија. Тоа се диоптрии кои што, верувајте, децата не можат да гледаат ниту блиску, ниту далеко. Да. Дури високиот минус е подобар отколку тој плюс диоптер и тој цилиндар кој што невозможува гледање на блиско. И само 5 деца да откриеме во нашиот проект, сепак ќе бидеме успешни затоа што сме овозможиле барем тие 5 деца да не бидат слепи. А јас кога кажувам 5 деца, тоа се 5 деца во 50. Една градинка има 150, замислете, значи 15 деца ние ги праќаме во текот на тој ден, во тој скрининг, ги праќаме на очен доктор и понатамошни испитувања. Ретко когаш, некогаш се откриваат и други аномалии, како појава на катаракта, што верувате е многу ретка, и доколку се открие, доколку видиме дека нешто не е во ред, тоа дете се праќа на испитување. Да, имаме голема соработка, морам да ги пофалам градинките, на вистина градинките во Кисела Вода, во општина Кисела Вода, сега и во Лисиче, како и во центар, на вистина многу ни помагаат. Кога доаѓаме на прегледи, имаме статистика за кои деца се работи, децата имаат свој матичен број, за да може да се запишат нивните, понатаму не спомнав. Се тоа што ние ќе го откриеме, ќе биде запишано и како дата база во податоци на нивните здравствени картони. Да, што е многу важно. Верувајте, зашто нашата држава не би имала достапност до тие документи и едноставно овој скрининг да се воведе како нешто задолжително, а се воведува задолжително, и тоа секој доктор да може да го прочита и да знае што се случува. Понекогаш во разговор со наставничките, кога ќе го откриеме тој диоптер, забележуваме дека тоа дете е многу мирно и не прати постојано што се зборува на табла, во игра. Нормално дека тие деца кои што не гледаат добро ќе бидат или многу повлечени или многу агресивни, затоа што они не може да го пратат тоа што е нацртано, тоа што они го напишале, не може да ги учат буквите, не може да ги учат сите тие едукативни, да кажам, часови што ги имаат, не може да ги пратат, и затоа овие деца или ќе се повлечат или ќе бидат агресивни. Меѓутоа родителот тоа секогаш, знаете како родителот последен дознава, секогаш сметаме дека е тоа карактер. Да, така е. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа ќе го слушнеме секако, односно ќе ги слушнеме и прашањата од гледачите кои што се надевам ќе бидат поврзани со денешната тема.
Имате суви црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Diet Farm, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Diet Farm, бидејќи телото го препознава најдоброто. Скопје танцов театар. 5 години танцуваме со вас. Големо отворање на најголемиот Рамстор супермаркет на 21 април во 10 часот во Скопје Сити Мол. Ве очекуваме. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за 30 минути. Промотивно, без административни трошоци, 6% гарантирана каматна стапка за првата година и можност за 1+1% поен намалена каматна стапка за следните 2 години. Стопанска банка, на ваша страна. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За методата лазерска корекција на диоптријата имав слушнато уште како студент во текот на мојот престој во Соединетите Американски држави, но сепак не се одлучив да го направам тоа тогаш затоа што не бев сигурен. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офталмологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам лазерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Навремени очни прегледи кај младите е темата на која што денеска зборуваме во 24 од Сестрце со доктор Билјана Кустовска, специјалист офталмолог и офталмохирург од Систина офталмологија. Веќе претпоставувам дека знаете, од овој момент се уклучени телефонските линии и може да ни се приклучите во емисијата, да поставите некое прашање можеби или пак да дадете некое ваше искуство доколку сте имале или доколку некое ваше детенце имало со поврзано со денешната тема. Кажете ми, докторке, кога станува збор за
ете овој скрининг, односно овој проект на кој што работите, откако ќе се откријат сите оние дечиња кои што имаат некој проблем со видот, што потоа, каде ги препраќате, што ги советувате нивните родители? Секогаш се информираат нивните родители дека постои некој проблем, не се кажува воопшто за каков тип на диоптрија се работи, затоа што би ги вознемириле. Понекогаш тоа и не е голем диоптер, меѓутоа има потреба од научери тоа дете. Ги испраќаме на офталмолошки преглед детален, каде што покрај одредување на диоптрија на тесна зеница се прави и на широка зеница, значи со едни капки, 10 на минути ќе почекаат, се повторно се мери диоптријата и се даваат наочери. Во нашата клиника дојде професор Габрич, покрај третманот на диоптријата правиме и третман на страбизам, не го спомнавме тука, секое дете кое што има страбизам и кое што не може да се третира со наочари, иако голем дел од страбизмите се решаваат со наочари, оперативниот дел е, верувајте, краток и многу успешен. Зашто? Окото бега секогаш кога има лош вид и си бара некоја бистрина, затоа окото бега и се вика тоа кривогледство. Само тука ќе ве прекинам, имаме гледач на линија, да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Поздрав многу до сите во програмата, најпоќе до докторката. Благодарам. Јас се јавувам од Струга. Поздрав до Струга. За деца што е темата, се заблагодарува многу на докторката, таа е најдобра докторка на светов. Сопругот ми е правен операција со двете очи и многу е добар, а за брзо време ќе се видиме и со мене. Многу поздрав до докторката, да е жива и здрава. Многу е добра и вредна. Тоа е све. Ве поздравувам многу, драго ми е што се јавивте. Секако дека целта не е ночен доктор е добар вид. Да. И се надам кога нашите пациенти се така, да, убаво е кога ќе се слушнат вака пофални зборови. Повторно имаме гледач на линија, да го слушнеме следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, на телефон е една гледачка. Ве поздравувам. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Имам внуче од 3 години и му е регистрирана диоптрија минус 12. Почна да носи наочари, со минус 8 почнавме и со во систина. Мене ме интересира и прашањето е дали диоптријата ќе се зголемува и до кој степен и дали сега со носење на очари ќе се намали диоптријата. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување, имате пријатен ден. Секако треба прво да се радува гледачката што е откриено тоа дете и таа диоптрија, независно што е навистина голема минус 12. Диоптријата што ќе носи детето ќе овозможи да има добар вид. Минус 12 диоптрија која што овозможува со носење на наочари, развој на видот и верувајте нешто што ќе може да функционира понатаму во животот нормално. Тоа не е состојба за која што треба да се плаши, да се вознемирува. Тие деца се активни во секојдневниот живот како и другите деца. Понатаму ќе носи леќи, можеби сега носи наочари, понатаму ќе носи леќи и понатаму ќе се направи некоја интервенција после 20-та година. Воопшто и не мора да се гледаат тие леќи што ги носи. Диоптријата може да расте, меѓутоа со навремени прегледи, со промена на диоптријата, секако она што е најважно е да се задржи добар вид. Не е диоптријата нешто што треба да се плаши. Навремените контроли ќе овозможат навреме да се информира родителот дали треба некоја друга интервенција да се прави или не. Сепак би кажала дека треба да бидат стрпливи, дека треба да не се вознемируваат за таа диоптрија која што, иако е висока, овозможува кај децата да имаат добар вид. Пред малку зборувавме за тоа каде ги препраќате, односно за оној детален очен преглед кој што треба да го направат дечињата. Што отколку ќе го направат тој детален очен преглед? Претпоставувам дека им се препишуваат на соодветна терапија или пак на очила кои што треба да ги носат понатаму во животот или одреден временски период. Так.
Па секогаш се работи, Мартина, за дечиња од 3 до 6 години, кои што, верувате, освен ако не се работи за катаракта или страбизам, доколку се работи за овие диоптрии, се решаваат со носење на наочари. Ова се многу мали деца, во исклучителни случаи би дале контактни леќи. Едноставно, затоа и апелираме на овие прегледи. Третманот е многу едноставен. Упорноста на родителите, она што нас најмногу не вознемирува, да кажам, и нешто на кое што би требало понатаму да работиме. Зашто? Затоа што многу од родителите не прифаќа дека неговото дете треба да носи наочари. Не е детето проблем. Тоа дете е 3 години или 4 или 5, не е зависно. Тоа дете ќе го послуша својот родител. Да. Доколку родителот биде упорен и ги овозможи тоа дете да ги носи наочарите, тоа дете ќе има добар вид. Она што стремиме со тие наочари е секогаш да го развиеме видот, да овозможиме таа слика која што ја добива, да ја добие во главчето, во центарот за вид, да се развие тој вид до 100% и да се овозможи детето да функционира понатаму најнормално. Доколку не ги носи наочарите, она што се случува понатаму, еве, например, кај минус 12, која нема таа диоптрија, тоа око ќе избега према надвор. Понатаму следен третман е оперативен третман на страбизам. Рековме, ние веќе ги третираме кај нас страбизмите. Професор Габрич, скоро секој негово доаѓање, еднаш до 2 пати у месец, има некое дете кое што го третира, или да кажам возрасен, каде што естетски се коригира тој страбизам, и тоа не е нешто што не би требало да се направи доколку е добро за детето. Понекогаш кога е многу избегано окото, прво се прави интервенција на страбизмот и потоа се даваат соодветните наочари. Меѓутоа, секогаш родителот е тој кој што е задолжен за голем дел од третманот. Така, мора да соработува. Точно. Офталмолозите, очните доктори ќе го дадат тој диоптер, ќе ги дадат, напишат тие наочари и ќе покажат интерес за тоа дете да дојде за 2 месеци, 3 месеци на контрола. Меѓутоа, верувате, ако родителот не биде упорен и не ги носи тоа дете наочари, има деца кои што одбиваат, тогаш видот нема да се развие. Така. Споменавте за страбизмот дека има можност таа лазерска корекција, односно естетскиот изглед да се промени, да се подобри. Кажете ми, дали првично спомнавте дека кај некој се прави прво таа естетска корекција, па потоа се работи на видот. Како е со дечињата? Дали кај нив прво се работи на видот, па потоа со на естетска корекција, или дали има некое годишно ограничување, односно во однос на тоа колку години има детето, па тогаш смее да се направи операцијата или пак не смее? Како што рековте за корекцијата на диоптрија после 20-та година, отприлика. Точно. Еве ќе кажам кај возрастните, доколку постои диоптрија, тогаш се оперира прво диоптријата, па страбизмот, за да има една естетика. Тоа збориме, значи, кај возрастни над 20-та годишна возраст. Доколку се работи кај деца, третманот е страбизмот, доколку детето има голем страбизам, големо отклонување на окото и секако носење на наочари. Детето може и претходно да носало наочари, не биле доволно со добра диоптрија, не било добро третирано, не биле затварани оклузија на едно око, нешто во третманот не било како што треба, се прави оперативен зафат со цел тоа око да се исправи и на тој начин да добие една добра слика и со помош на диоптерот да го развие по тоа видот. Доколку окото е искривено, детето не може да го развие видот. Јасно, така. Кажете ми, имаме уште малку време до крајот на емисијата, што откако ќе откриете еве кај овие дечиња од 3 до 6 годишна возраст катаракта, што треба тие да прават? Ги оперирате или? Секако. Доктор Арнудовски е, да кажем, единствен офталмохирург во Македонија кој што работи со деца. Верувате, ние многу работиме катаракти, меѓутоа детската патологија е многу потешка, многу покомплицирана, бара големо внимание, голем третман и постоперативно работа со родителите. Што порано се оперира таа катаракта, многу е подобро. Ние имаме оперирано и бебиње на 6 месеци. Секако третманот хирушки е доста одговорен, да имплантацијата на одредена диоптрија кај тие деца на леќа многу одговорна. Зашто? Затоа што тоа ќе овозможи понатаму да се даде добар вид кај децата со додаток на наочари,
кој што ќе го, да кажам, ќе го намалат оној дел како проблем што им се јавува по операцијата на катаракта за близина. Односно, окото расте. Ние се раѓаме со многу мало око, кое што, како што и другите делови од нашето тело расте, така и окото расте. При интервенцијата на оваа катаракта, која што верувате е многу сериозна и многу тешка, се става леќа кое што треба да биде диоптрија после 7 годишна возраст, односно кога окото ќе запре да расте. Јасно. Многу малку офталмохирурзи во светот тоа го работат. Доста тешка патологија, се повеќе има, верувате, во Македонија, дали е тоа знак на некои интраутерини инфекции, вируси, ги има наследно, значи ако мајката имала, незините деца ќе имаат, дали се повеќе тоа зрачење, лоша исхрана и така. Може да се забележи еден раст, да кажам, на тие проблеми кај децата. Меѓутоа, би кажала секако дека катарактата е нешто што се лекува и овозможува развој на вид кај тие деца, иако е многу тешка патологија. Така, благодарение на денешната медицина, добро е што имаме начини кои што постојат, начини кои што може да ни помогнат. Кажете ми, откако на овие прегледи кои што ги правите, дали тие може да служат и за превентива? Да речеме, постои можност кај некој детенце да се развие некој од овие проблеми со очите и да може навремено да превенира со цел да го спречи. Секако, овие прегледи се всушност превентивни. Кај сите деца кои што ќе забележиме одредена сомнителна диоптрија, сите деца тие се испраќаат на офталмолошки преглед. Секако дека и матичните се задолжени, како што реков, веќе од пред неколку месеци да ги испраќаат овие дечиња на задолжителен очен преглед. Покрај нашиот скрининг, они поминуваат низ уште еден скрининг од очните доктори. На тој начин секако дека ќе се открие дали постои некој тип на аномалија кој што треба да се лекува. Најмала. Секако. И најмалиот диоптер, верувате, понекогаш имаме многу штрумни, интелигентни дечиња кои што и -1 им смета и не може да читаат од табла и они сами тоа го кажуваат. Голем дел од децата кажуваат дека нешто се случува, само треба родителите и учителките во градинките и во школите да ги пратат своите, да кажам, дечиња и да забележат дека нешто се случува и да ги испратат на очен доктор. Меѓутоа, веќе е тоа задолжително и започнуваме да ги забележуваме. Така. Доктор, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел од 24 од сестрице и посакувам многу успех во овој проект и во сите останати проекти на кои што ќе работите. Убаво да се слушне дека постојат вакви проекти. Секако јас се надевам дека ќе се воведат задолжително и дека ќе можат сите дечиња од сите градинки и училишта да бидат навремено прегледани од 3 до 6 годишна возраст со цел навремено да се откријат и да се спречат сите оние аномалии кои што се појавуваат на видот. Благодарам многу, Мартина, што не овозможивте овој проект конечно да го прикажеме. Така, и мене ми е драго што можевме да го прикажеме кај нас во емисија. Ви благодарам. Вие, драги гледачи, останете со програмата на телевизија 24 вести. Во 10 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Емисијата гледајте ја повторно утре во истото време. До гледање.